Добар ден, драги ученици! Јас сум Летка Ристова, одделенски наставник во трето одделение во Општинското основно училиште Орце Николов, село Ињево, општина Радовиш. Денес на часот по физичко и здравствено образование ќе обработиме наставната содржина тркалање преку надолжна оска на тело на рамна површина. Кои се целите на часот за оваа наставна содржина? Целите се учениците да стекнат нови знаења за елементите на природните движења, потоа да ја запознаат и совладат техниката на тркалање преку надолжна оска на тело на рамна површина. Кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини, како што се одговорност, упорност, истрајност, доследност и одважност. Потоа, јакнење на горните и долните екстремитети и подобрување на нивната координација при тркалање. Развивање на моторичките и функционалните способности на организмот. Развивање на мускулатурата на рацете, нозете и големите мускулни групи. Воведен дел. Во воведниот дел започнуваме со постројување во една и две редици. Потоа одење на прсти, одење на петици, на внатрешниот и надворешниот дел од стапалото. Потоа трчање со подскокнување. Овие вежби ги правиме по неколку пати. Главен дел. Во главниот дел ги изведуваме следните вежби за загревање на телото. Вежба број 1. Телото се наоѓа во исправена положба. Рацете се ставени на половина. Се прави кружење со главата во лева страна, а потоа и на десна. Вежба број 2. Став на телото како во претходната вежба, стоечки. Се прави отклон на главата во лево и во десно. Цел на оваа вежба е главата што повеќе да се доближи до рамото. Вежба број 3. Почетна положба на телото е став стоење. Рацете со дланките се ставени на колковите. Се прават кружни движења само во пределот на рамото кон напред, а потоа и назад. Вежба број 4. Став како во претходната вежба, стоечки. Рацете се раширени. Се прават кружни движења во зглобот на дланките, напред, а потоа и назад. Вежба број 5. Став исто како во претходната вежба, стоечки. Со раширени раце се прават кружни движења во раменскиот зглоб, напред и назад. Вежба број 6. Стоечки став со рацете поставени со дланките на колковите. Се прават странични отклони во лево и десно, исто како и во претходната вежба. Рацете се испружени покрај телото. Се прави страничен отклон лево и десно. Вежба број 7. Стоечки став со составени нозе. Од исправен став со телото се прави претклон напред и со испружени раце. Се допира подот и повторно се враќа во почетна положба. И вежба број 8. Расчекорен став. Телото се наоѓа во претклон. Со рацете во одрачување наизменично се допираат прстите од едната нога, а потоа и прстите од другата нога. Овие вежби се повторуваат по неколку пати. Тркалање по надолжна оска на тело на рамна површина. Како тоа да го направиме најдобро? Кои техники да ги примениме? Ученикот е во стоечки став, со раширени раце. Потоа ги пушта рацете покрај телото. Клекнува со споени нозе, покрај душекот. Дланките ги става на рамната површина и потоа се тркала преку надолжната оска на телото по рамната површина. На крај се исправа во стоечки став. Овие вежби се повторуваат повеќе пати. Значи,
Тркалање по надолжна оска на тело на рамна површина со овие техники. Завршен дел. Во завршниот дел учениците ја играат играта волк и јагне. Учениците се фатени за раце и формираат круг. Еден ученик е внатре во кругот, тој е јагнето. Другиот ученик е надвор од кругот, тој е волкот. Играта започнува така што волкот треба да го фати јагнето. Ова е омилената игра на учениците. Да повториме. Што правевме денес? Денес се запознавме со наставната содржина, како и со целите и техниките за тркалање преку надолжна оска на тело на рамна површина. Ученици, оваа вежба може да ја правите и во вашите домови. Со тоа, часот завршува. Довидување, драги ученици, до следниот час. Ви благодарам на вниманието.